Засилен ангажман на НАТО за олеснување на последиците од COVID-19. Тоа било договорено на денешниот вонреден состанок на министрите за одбрана на членките на Алијансата, на кој за прв пат по приемот на земјава како 30-та членка учествуваше и шеф на македонската одбрана, Радмила Шекеринска. Министрите на телеконференцијата се согласиле дека предизвиците остануваат и дека има потреба на тамошна координација и ставање на располагање на НАТО на дополнителни воени капацитети. COVID-19 represents an unprecedented challenge. COVID-19 представува невиден предизвик, има огромно влијание врз нашите граѓани и економии, исто така предизвикува невидени шокови на меѓународниот систем што би можело да има долгорочни последици. Кризата покажа дека нашите нации се отпорни и обединети. Користејќи ги НАТО механизмите, сојузниците меѓусебно си помагаа за да спасуваат животи. До сега Алијансата извршила повеќе од 100 летови за транспорт на медицинска опрема и помош, асистирала во изградба на 25 мобилни болници, а 4000 припадници на воено-медицински персонал биле распоредени за потребите на граѓаните на земјите членки најпогодени од коронавирусот.